Државата редовно ги сервисира обврските кон стопанството, тврди министерот за финансии. Миновски вели дека државата не должи кон стопанството и покрај тврдењата на дел од бизнисмените од стопанските комори, дека новата влада, кога ќе се формира, треба да се задолжи со милиарда евра за да се раздолжи. Во име на Министерството за финансии би сакал да ги демантирам тврдењата на дел од представниците на стопанските комори, дека постојат нереализирани обврски од страна на Министерството за финансии кон приватните компании. Сите доспеани обврски во трезорот на Министерството за финансии благовремено се реализираат. Сметаме дека овие изјави се тенденциозни и звучи парадоксално, меѓутоа оние кои што ги заговараат тезите за високиот јавен долг, денеска говорат дека постои простор за дополнително задолжување од милиарда евра и сето тоа оди во насока на определени политички опции во Република Македонија кои што имаат определени политички амбиции. И председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска вели дека не се точни информациите дека државата му должи на стопанството. Оној кој што ги кажал тие информации, очигледно дека нема навистина точни информации, прецизни информации, а ако ги имаат би требало да ни кажат од каде ги добиле, затоа што ние како бизнес сектори застапуваме над 20.000 компании членови, тие информации ги немаме, особено во онаа комуникација која што имаме со компаниите кои што имаат побарување од државата, истите навремено до сега барем што се однесувало, нели, сега ќе видиме овој тромесечие каква ќе биде ситуацијата, се навремено сервисирани. Последниот извештај на Фич според Миновски е потврда на економските политики на владата, а рейтингот на земјава би бил поголем, доколку нема политичка криза. Согласно на последниот извештај на Фич, она што можам да го истакнеме е дека се потврдуваат уште еднаш добрите економски политики кои што ги спроведува владата на Република Македонија. Единствена причина поради која што Македонија го има овој рейтинг е политичката криза која што веќе подолго време трае во Република Македонија. Доколку ја немаме политичката криза, во тој случај Македонија ќе има многу подобар кредитен рейтинг. Воедно тоа е јасно прикажано во последниот извештај кој што е објавен од страна на оваа кредит рейтинг агенција. Согласно проекцијата на Фич, македонската економија за 2017 година ќе има економски раст од 3,4%, благодарение на растот на извозот и на јавните и приватни инвестиции. Јавниот долг во земјава пак изнесува 50,1% од бруто домашниот производ, а државниот 40,9%.